Асфалтирањето на улиците во штипската приградска населба Караарман денес беше на увид од страна на штипскиот градоначалник Благој Бочварски и директорот на платежната агенција Никол Чебабовски. Се работи за апликација која што општина Штип ја поднесе до платежната агенција и доби средства во висина од 3,2 милиони денари, а додека кофинансирањето е наше од околу 2,6 милиони денари, што значи дека реализираме еден сериозен проект од речиси 100.000 евра, кој што е значаен за граѓаните, бидејќи овде досега луѓето газеа во кал. Ако сакаме да направиме држава во која што ќе ги задржиме младите овде, да направиме услови да и во руралните средини граѓаните создадат услови и да имаат услови за нормален живот и за нормално функционирање, мораме да мислиме да ја завршиме и да ја изградиме целосно инфраструктурата која што тие ја заслужуваат. Контролорот за трошење на државните пари Бабовски е задоволен од она што го виде во Караарман и нагласи дека парите се максимално економично искористени. Вкупно вложените средства во општина Штип изнесуваат 45 милиони денари, што по мои сознанија е најголема финансиска поддршка која што во изминатиот период општината ја добива за вакви проекти во рурални средини од страна на владата на Република Северна Македонија. Мештаните не го крие задоволството што од сега не ќе мораат да газат со чизми наместо со чевли, поради до вчера калливите улици, а сега асфалтирани. Ово е супер што е направено до сега. Од сега натака уште поубаво да биде. Уште поубаво да се прави, да се све да се прави овака како што треба. Да нема кал. Да нема кал. После 60 години добро виде. Многу благодарен на градоначалникот. Многу убаво направи. Овие инфраструктурни активности во оваа ќе продолжат и во идната година, за како што беше речено, кал во Стар Караарман повеќе да не се гази. Досега во оваа населба се асфалтирани речиси 90% од проблематичните улици.